Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосаѓевиќ, вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вторник 22:30, убаво време за убави разговори. И ако ќе кажам време, помислувам на времето надвор кое што не е баш најдоброто што можеме да го имаме. Реките покажуваат сериозна ситуација, покажуваат дека може да бидат многу опасни. Нашите обично фини убави реки сега ја покажуваат својата сила, особено Вардар, меѓутоа и Треска и некои други. Морам да признам, овие поплави што ни се случуваат предизвикуваат загриженост со право, меѓутоа и покажуваат колку не смееме да се играме со природата и со незината огромна сила, а често пати тоа го забораваме. Во меѓувреме, веројатно знаете дека 4 кандидати го помина филтерот за државен јавен обвинител и тоа ќе го следиме веројатно во блиска иднина. Владата ќе излезе со својот предлог. Во меѓувреме излегува дека сме прилично стари, односно возрастни, имено испитувањата покажуваат дека средната возраст во Македонија изнесува 42 години, во 2015 била 37 години. Старееме, што да ви кажам друго, јас очигледно го поменав и тој момент наречен средна возраст според овој просек. Ако е за некоја утеха, во Европската Унија ситуацијата е уште полоша, таму просечната средна возраст е 45 години. Па кој што сака нека каже, Европа старе, некои други континенти се и натаму млади и потентни, можеби од таму е впрочем произлегува оној момент на масовно доселување во Европа од сите страни на светот, кое што објективно ја менува сликата и ја прави сосема поинаква од онаа на која што сме навикнати во последниве неколку векови. Како и да е, вечер имаме многу интересен гостин, секогаш полн со креативни анализи, се работи за мојот пријател Љузин Фаризи. Добра вечер. Добро вечер, ви благодарам за поканата и поздрав до нашите гледачи. Љузи, не го кажувам ова напразно, секогаш излегувате со многу интересни тези, секогаш многу оригинални и затоа веројатно јавноста толку и сака да ве гледа. Ајде да почнеме од она што е интересно во албанскиот политички спектар во Македонија. Коалицијата вреди, очигледно се наоѓа пред оној клучен момент, дали ќе се обедина дефинитивно во една партија или можеби според некои нагаѓања секој ќе тргне на своја страна. Не велам дека тоа ќе се случи, меѓутоа некои изјави и некои недоразбирања внатре се очигледни. Па да, очигледно тие се наоѓаат во една фаза, претпоставувам дека имат внатрешни проблеми. Секоја политичка партија поединечно, пример, БЕСА има внатрешни конфликти за луѓето за власт, превласт во самата политичка партија, има и во кај партијата на Изет Меджити, има и во Алијанса еден дел па излезе, еден два дела излегува од таа политичка партија, остана третиот дел и тука е алтернатива дополнително и таму има кавги внатре. Но во секоја политичка партија е така. Но кај овие помали политички партии, ако се договориле во минатото да го делат власта, односно колачот во власта 25-25-24. На идеални четвртини, така. Идеални четвртини. Можеби тогаш Арбен Таравари правеше големи проблеми во таа коалиција, имајќи предвид дека он бараше 35%. Тој намерно го правеше ова за да може да излегува така од таа коалиција, односно да оди во прегратките на другар му Ахмети, така што фијаското како политичка партија тој ја плати. Еве деновите излезе таа мојата анализа дека кога ќе се распушти партијата исто е како бачило да го извадиш надвор кај волците, буквално тоа го правеше и му излезе генералниот секретар и организациониот секретар вчера, така што таа политичка партија некако почнала да се распарчи од сите страни. Ќе видиме до септември, октомври што ќе се случува. Но и во вреди не е толку многу сјајно, бидејќи борбата за власт, превласт, за да бидеш првиот човек по секоја цена во таа политичка партија, се овие уцени еден кон друг, но да не забораваме дека вреди се формираше како
коалиција како природна потреба за да може да му се спротивставуваат на до тогаш се мокното Дуи, така е. Кој 22 години буквално парче ги правеше во сите избори, така што можеби во тој период добро е што се договориле по 25% за да сите да бидат равноправни во таа коалиција, но после изборите веќе се знаат горе-доле кој колку вреди, колку реално тежи во теренот. Но изјавите што ги даваше во почеток, односно во минатата недела, Билал Касами, едното што беа спротивставени своите ставови во тоа реално што е во владата и вториот момент од кога го ја распушти истото потез што го правеше Арбен Таравари со распуштување на таа, односно на органите на партијата, он сам да преговара за формирање на Влен како политичка партија, дали ќе биде Влен вреди називот, односно ќе има друго, јас имам информации дека друга политичка, може да. Се знае тоа име или се уште шпекулација? Тие знаеш што, тие вреди не може да направи свој наратив, свој концепт. Јас мислам дека кај сите политички партии, а особено во вреди, јас мислам дека фали политичкиот концепт и идентитетот, што е многу важно. Тие немаат идентитет. Тие се обидуваат да копират од соседното Косово. Има таа една политичка партија, мислам дека што ја води Вјоса Османи таму, односно председателката. Не ја води она формално правно бидејќи не може, но она ја формираше и таму има 20 представители и таму тие тој концепт сака да го прават и во Но генерално во Фаризи, јас не знам за случаи долгорочни во кое што во едно друштво, во една организација, особено во партија, имате 4 глави најгоре. Мора да има еден. Во принцип е така. Лидер треба да има, четворица секогаш секој ќе сака да се наметне дека јас сум тој што сепак надвладува во целата приказна. Знаеш, јас мислам дека да не испаѓам во една ситуација во вреди да се случува двајца председатели, двајца подпредседатели, па на подпредседатели, па на подпредседателите одговорни, па главни. Тоа социјализам, тоа не... Оние сакат целата структура да бидат први. Тоа покажува дека тие немат капацитет на почитување на лидерство и на идентитетот. Тоа е главниот проблем во овој политички партии. Инсистирате на тој идентитет. Знаеш зашто немат политички идентитет? Пошто тие немат цел. Не е целта тие да бидат како политичка партија гарнитура кои ќе владеат и институциите треба да бидат во услуга на народот. Тие сакаат да бидат по секоја цена на власт, да земат директорски места, функции и така натаму за да видат личниот интерес, да можат нешто да крадат како во минатото, но јас мислам дека клучниот проблем што го има вреди е буквално ова. Овие се навикнале на менталитетот на Дуи, каде министерот, директорот, заменикот и така натаму, па на усно кажам заменикот, пошто знаеш дека во град Скопје секогаш Дуи, освен директор, имаше заменици. Така, ти оди си таму заменик. Тој со договор на дело таму, ама се шефувал како заменик. Бидејќи тој наративот на последните 7 години, ти кажам пред 2024 година, каде буквално истите политички партии си влегува од влада кога им текнува. Буквално и се пазара. Ако не ме даваш ова министерство, јас издам. Ти однапред знае кој е министер. Значи буквално ти имаше желба, си одиш кај бившиот премиер и му кажеш јас ја сакам ова министерство. Ти го дава, го сакам ова директорско место, и краде колку што може. Но од 2024 очигледно ова е сечено дефинитивно, јавно, и затоа има такви проблеми внатре, не може да го најдат идентитетот. Пошто идентитетот се наоѓа, значи дека ти имаш еден концепт, политички концепт, кој сакаш да го оствариш, се разбира, да. И под секоја цена сакаш да постигнуваш како политичка партија да направиш некои добри дела за граѓаните. Овој нема цел. Овој единствената цел е колку министри ќе имат у влада и колку директорски места, односно членови на одборни Ова е прилично брутално, морам да признам вака од вас како па нема концепт. Нека ми кажува едно дека прават концепт во дека имат визија. Гледаш дека единствените во ова влада, единствените луѓе кои прават реформи, речиси се од ВМРО ДПМН. Другите политички партии како гледат сеир во владата, буквално повеќе се замарат внатре
во тие кругови на политичките партии, кој колку ќе дели коласот во владата, колку ќе дели коласот во нивните политички партии. Јас мислам дека една за секогаш овие политички партии треба да се обединуваат и да им дават, односно да им нудат на граѓаните проекти за кои се залагале и за кои ги имат гласана и во парламентарни, а и во локалните избори што се случува минатата година. Било сами овдека ми е најинтересен, морам да признам, градоначалникот на Тетово. Тој не дава многу често изјави, или може би јас грешам, меѓутоа кога ги дава секогаш е на граница на контроверза. Он секогаш кога дава изјави, дава автоголови. Он кога дава изјави, очигледно има еден комплекс, дел од тие лидери имат комплекс од Алехмети. Тие сакат да бидат да го копират него, но не сакат да го копират во 2025 и 26, оние го сакат да го копират во 2001 година. Кога беше застанал саатот на одредени политички партии. Тие дават изјави како во популизам. Оние мислат дека изјавата што ја дават, го дават само во Тетово. Не е време кога само македонска радио телевизија ти даваше. Веднаш што слушателите гледаат сите. Оние забораваат дека сега во секој чекор ги следи секој новинар, секој граѓанин се постира по мрежи и изјавата која ја дават, значи автоматски одмah го разбира. Еве пример, една изјава. Памтите во една изјава што ја даде во Косово? Во Албанија? Кога подсетите, добро? Кога беа локалните избори и нели имаше недоразбирање во врска со поддршката на градоначалникот на општината Брвеница. Тој дава таква изјава кога го прашува новинарот, бидејќи ти идеш во Албанија и овие се имат, ајде да кажам народски шуш-буш дуи со тие таму во Албанија, бидејќи јавно го поддржуваат, гледаш амбасадорот на Албанија дуи тука во нашата држава, дури се за некои прашања кои треба да се уредуваат со закони, правилници во нашата држава и политичките партии кои ги застапат, почна да се мешават од надвор. Но сосема тоа е друга тема. Друга тема, ќе дојдеме до неа, добро? До неа. Но давал некоја изјава дека да, јас под секоја цена ќе го поддржувам, пример. Да, само затоа што е албанец, така беше. И после кога се вратил тука, во Вреди се отворило ово прашање и ми кажуваат едно тие зошто го изјави така, значи бидејќи го расипаш коалицијата тука со ВМРО да помне. Јасно. Може да дојде во една ситуација македонците да не гласат во тие општини. Јас знаеш што, јас мислев дека нема да разберат. Кај нас како тоа наивно. Кај нас се знае. Тоа е наивно, тоа мислат дека македонци што не знаат албански јазик. Ама на светов денеска одамна ги надминавме тие бариери, мислам. Не, во смисла на јазикот. Јасно, меѓутоа ќе најдеме превод, тама работа. Има или превод, или сега и македонците знаат албански јазик. И на знаат, има типа од дуи одма, едва чекат нешто овие да изјават погрешно за да може да го користат тоа, за да може да се приближуваат кон ВМРО ДПМН. Да не забораваме дека во дуи едва чекат да ги викат повторно да дојдат на власт. И сега ова како што го објаснувате? Така што сега. Мислам дека лидерите, без разлика, да, може да правиш некоја грешка, може во моментот да дадеш таки изјави, но пред се ти треба да се потчитуваш, бидејќи си во влада, дополнително живееме во иста држава, треба да ги почитуваш. Ние еднаш за секогаш треба да ги забораваме во овој момент. Што ако е албанец или што ако македонец кој тој блазе везе нема со животот, односно да може да биде на функција или не. Така. Значи, ние еднаш за секогаш треба да најдеме квалитетниот човек да го ставиме на одредена позиција, односно вистинскиот човек на вистинското место. Кај нас повеќе сакаме да има погрешниот човек на погрешното место. Така што ние веќе сме се навикнале во минатото, но јас мислам дека една за сегогаш треба да го пресечеме јазот и една за сегогаш да имаме квалитетни луѓе кои ќе нас застапат, кој пред се треба да има знаење, визија за одредената позиција што треба да раководи со институциите на државата, бидејќи тој кој ќе биде директор или министер или некоја друга функција во државата, тој не е институција кој им припаѓа само на одредена категорија, односно на некоја нација, тој е на сите апсолутно. За ова ќе согласиме, но ако го ставиме се во вака на кантар што се вели, што можеме да заклучиме? Ќе дојде ситуација во која што ќе најдат сила
лидерите и сега. структурите на овие партии да се обединат и да направат нешто корисно, или ќе продолжи ова вакво разногласие, ќе продолжат овие нејасноти, затоа што порано или подоцна сте ставени пред тој избор. Или ќе бидете една партија со еден лидер, или ќе имате концепт, идеологија конкретна, или ќе продолжите вака, меѓутоа вака порано или подоцна ќе дојде до разединување, секој ќе замине на своја страна и потоа дуј ќе ви се врати на голема врата. Или некој друг, теоретски. Теоретски вака, дуј чека на врата. Природно, добро. Пред врата на влада, затворена вратата, и сега овие сите четворица стојат до вратата внатре и сега се оценуваат. Им кажа, ако јас не сум лидер, тогаш излегам од врата, одма тука до дуј. И сега оние се оценуваат помеѓу себе со дуј да влегат во влада. И одно се пример сега. Билал Касами, па јавно тој призна дека преку амбасадорот на Албанија, Али Ахмети му барал средба. И почна да се, јас знам, и тие се оценуваат помеѓу себе. Ако не сум првиот, одма излегувам со Ахмети, влегувам во влада. Вториот, исто, трет, и тие се оценуваат помеѓу себе. Знаеш зошто го прават тоа? Ова е рецепт за уништување. Бидејќи тие, да не забравам, во минатото сите биле членови некогаш на коалиција со ДУИ, да. Или членови или биле во коалиција Така во влада и ги знаат. И сега. Јас мислам дека повеќе можда најголемата конкуренција во минатото беа помеѓу Изет Меджити, Билал Касами и Арбен Таравари. Со исклучокот на Таравари, веќе се знаеше дека најголемата пресметка е помеѓу Меджити и Касами да бидат лидери. Мислам дека Меджити изиграваше малце попаметно, не малце повеќе попаметно, ако го приметува во овој период после локалните избори, односно откако не е веќе вице-премиер. Да, остана градоначалник на Остана градоначалник и малце се повлече. Неговото повлекување, јас мислам дека тој повеќе работи во теренот, отколку што се истакнува. И тој, ако приметува, никогаш не дава големи идеи. Не дава големи идеи во смисла дека, како ги дава Билал Касами, може тој е погледан под притисок по секоја цена да биде лидер на партијата. Така што јас мислам... Меѓутоа, очигледно е поискусен политичар, тука нема дилема. Он го знае многу добро како функционира Али Ахмети, бидејќи многу подолг период бил со него, тој не дава големи идеи, тој секогаш како Ахмети, ќе видиме, ќе се трудиме и така натаму, и тоа се купува време и за да може да се вмета, односно да се преклуват коцките, за да може да се... Но јас мислам дека Билал Касами најверојатно приметил неговите чекори дека купува време и сака под секоја цена побрзо да може да го прави. Јас мислам дека на крај најверојатно ќе се договарат да бидат со двајца председатели у партијата, каде Изет Меджити ќе ја води политичкиот дел, односно ќе се замара повеќе со политика, каде ќе ја застапува во преговори и во повеќе надавани изјави во стилот на Али Ахмеди, ќе видиме, ќе се обидуваме, имаме време, еве се договараме ова недела, следната недела, за да се купува време, тоа што е голема политика, Билал Касами мислам дека ќе биде организационен повеќе, организационниот дел, бидејќи реално на него во полошкиот дел и му делувал тоа, нели, победи у Тетово два пати и има успех. Дали ова успех? битка на некој начин меѓу Чаир и Тетов? Но концептот не е исто, сакав да кажам, бидејќи да не забораваме, овие како играт и Изет Меджити и Касами. Гледаш дека во партијата, можда Изет Меджити не јавно, не ги става функции, а од другата страна Билал Касами иде по тоа верска линија. Тоа не е некоја тајна, дека тој секогаш е... Јавно го кажува тоа. Значи, луѓето што ги става во функција, или се директно или индиректно, да не кажеме оджи, теолози... Добро, тоа не е тајна, тој воопшто се појави на политичката сцена со таков наратив. А истото го прави и Изет Меджити, но не го прави јавно. Он не ги става во првиот ешелон, ги става таму некаде во позадина. Да, и има други механизми кои може да влие кај нив, односно тие може да влијат, репроцитет има. Повторно покажува поголемо политичко искуство, тоа е тоа. Искуство. Но таму тие ги црпат повеќе на големиот дел од гласови.
што е многу разлика пример тоа во Кичево, особено во Струга, таму не може на таков, бидејќи таму немат резултат, ниту едниот, ниту вториот. Во Струга, бидејќи има друг менталитет. Таму се поинакви луѓето, тоа е вистина. Мислам дека има тие малце не паѓаат на такви влијанија, да не кажувам верски. Но особено Скопје, Куманово, Тетово, мислам дека туку и заради блискоста ние што го имаме како градови, и мислам дека оплично имаме ист концепт на размислување. Така што овие ќе функционираат двајцата вака. Но јас и во минатото сум кажал, во иднина не може да функционираат двајца лидери. Јас ако Дуи продолжува да биде во опозиција во следните 2 години и после следните парламентарни избори, тогаш после јас очекувам и оддавна сум очекал, сум го кажал јавно дека тогаш ќе биде битката помеѓу Билал Касами и Изет Неджити. Еве се снима ова емисија, ќе бидеме здрави и живи после неколку години. Ќе следиме, ако не се случува многу побрзо, но тогаш битката нема да биде помеѓу овие двајцата, туку ќе биде со некој од овие што ќе биде вовлен, со Ахмети, бидејќи неговата цел е по секоја цена да ги... Но многу е важно, двајцата, да не кажам поголеми лидери, пошто пред се Ахмети е лидер, 22 години владееше, он го изгори Арбен Таравари. Он може да ги изгори и другите. А Изет Неджити го изгори Зијадин Села. Да знаете. Да? Да. Бидејќи на Зијадин Села, наверојатно му кажал излезе ти од Европскиот фронт ќе да земам влада, и во меѓувреме, нели, почна да се распадне партијата неговата, и веќе ја направи безвредно, така што и плюс нема да го земе во владата, и тој ќе изгори како политичка партија, ќе изгори и Арбен Таравари во следните избори. Што е веќе видливо. И видливо е тоа, и веќе, значи, на некој начин, ако се вратиме во матрицата како функционираат овие политици, во идеологијата, ќе видиме дека тоа што беше ПДП, тоа што беше ДУИ, пак ние ќе имаме продолжение на ДУИ, само на друга варијанта. Кога сме кај ДУИ. ДУИ неодамно излезе со една чудна, како да наречам, пара институција, не знам, СПАК се нарекува. Тоа е практично реминисценција на една државна институција во Албанија за борба против корупција. Во Албанија веројатно корисна, веројатно важна, меѓутоа тоа е државна институција. Овде во ДУИ го прават дури и некако партијата го како исклучиво за чаир. Значи, нивни орган на ДУИ кој што ќе се бори, ќе мониторира корупција. И сега многу интересно, од еднаш пак воопшто претпоставам ќе речете ДУИ да зборува за корупција е помалку небулозно. Од друга страна, воопшто идејата, ние имаме државни органи за борба против корупција. Јасни институции, јасни органи кои што се поставени на ниво на држава. И сега имате партија која што си зема за право, макар само во чаир, да организира една таква, јас би ја нарекол пара институција, која што би одела токму така паралелно со државните. Јас знаеш дека никогаш не се договарам за прашањето. Јас не ги знам никогаш прашањето во емисијата, но не е како за да се договориме за ова прашање, бидејќи јас ја видов, да, но само да не забораваме дека иста институција, оприлика вака, го има и СДСМ. Да, само тие им се нарекува Мицко. Да. Не можам да го запаметам целото име, но јасна е алузијата. Па не треба, пошто не се важи да се државни институции би ги памтиле, тога не можеме да Добро, ова јасно намерно ставиле кратенка што значи Мицко повеќе од јасно. Тука се како да има договор помеѓу, или па ДУИ копира од страна на СДСМ, или па се договарат помеѓу себе. СПАК, Албанија значи дека има борба против криминалот и корупција на високо ниво, дека цело време таму се опсуваат или бивши граначалници, сегашни граначални министри, заменски министри, вице-премиери, првата вице-премиерка нели цело време сака да му го земат имунитетот, па Еди Рама се обидува. Денеска со закон дури го донесел закон или предлагал закон каде веќе судовите нема право да му го земат имунитетот на ниту еден од функционерите во државата. Прави закон бидејќи има и 2/3 нели во собранието, и сега со закон, значи криминалот и корупцијата, односно недопирливата на луѓе, сега сака со закон да го забрани да бидат допирливи. Добро, но тоа е Албанија. Кој поентата кај нас? Сега, тој СПАК е познат во албанските кругови, на секој албанец. Ние гледаме што се случува во регионот, секој си има пристап до
социјалните мрежи и гледам што се случува. И они сакаат да го копираат спак и копија да го направат истото име за против корупцијата, антикорупција. Така е, значи Така е. Во 2019 е формирано ова специјално обвинителство против организиран криминал и корупција во Албанија. Сега формира СПАК, конкретно се преведува Секретаријат за превенција и борба против корупцијата во Скопски Чаир. Да. Секретаријатот е сега. Јас мислам дека јас имам еден предлог за нив. Мојот предлог е да го викат нивниот лидер. Бидејќи он ги препознава сите во ДУИ внатре, да не забораваме. Он кога дошол во 2001, знаеше точно и во 2002 во власт, точно знаеше кој функционер колку пари имал. Добро. И сега знае точно кој функционери станале милионери или мултимилионери. Зборуваме за луѓето од ДУИ. И да го прашат него, лично него, и он ќе им каже кој точно колку тежел во време на 2001 година, кога буквално работеле таксисти, работеше во граднежништво, работеле, станале функционери, станале мултимилионери, да ги пријава сите неговите и да ги извадат тие во лице, па после да се замарат со друго. Валјда они не може само во една група, тие само во Чаир. Бидејќи таму реално се распаднува партијата, претпоставувам, и затоа тие само во Чаир и тие нивната цел е да го елиминират политички изед меѓите, пошто знаат дека ризикот само од кај нив, пошто од другите не чувствуваат опасност. Не Меѓутоа велат 24 часа ќе мониторираме што прави изед меѓите практично во Чаир. Колку ќе се краде, колку ќе се нека ги извадат нивните пример. И една друга институција што е многу важно за нас, за мене, тебе и одредени граѓани, нека направат секретаријат на Интерпол. И нека ни помогнат да ги фатиме двајцата криминалци. Односно тие што го краделе државата и што се бегалци. Артан Груби и тој на лотарија што беше тој другиот, нека ни ги фатат нив, нека не ги пријавуваат, нека ни ги кажат кај е местото, нека соработуваат и со СПАКот во Албанија, нека го замолуваат и нека го носат тој да даде, односно да го носим пред лицето на правдата и таму пред судовите да кажат дали е вин или невин. Добро, ова е најчесното. Најчесното. За да ние посебно да им веруваме. Нека ги носат, нека ги пријават своите редови, нека ги носат тие двајцата што не, и после ние ќе им веруваме, нема проблем. Еве јас лично ќе ги поддржувам после и јавно. Добро, дури речи си сигурно знаат каде е Артан Груби. И во лотарија. Не може да тврдиме, меѓутоа реално. Половина држава знае каде е, добро. Не дека знае. Ние сите знаеме знаеме каде е криен, тие знаат подобро, бидејќи претпоставувам дека и ги поддржува политички, може би не пишува, бидејќи слушај во минатото јас ги знаев точно кои пишува соопштенија во ДУИ од начинот како тие се изразуваат. Последно време како да нема такви соопштенија во смисла можда он да ги пишуваше, пошто он деломно и он ги пишуваше. Многу знаевте стилот. Стилот на пишување, да, во последно има други стилови, но нам не интересира кај е, само да ни помогне да го најдеме. Тоа знам сигурно дека може пошто да го направат, да. Тие знаат точно кај се наоѓа. Се уште една работа овдека ме интересира. Али Ахмети, кој сака нека каже, јас мислам дека е опасен политичар. Едноставно знање што велат зависи за кого е опасен политичар. За преживување, за сопствено преживување. За овие другите лидери од албанската, односно што се дел од власт или во албанската опозиција, но јас мислам дека за одредени политичари, бидејќи тој се научил во минатото со другите да се мајтапира, овој пат не му успеа. Не дека не му успеа, толку му е капацитетот на него да се справа во висока политика. Тој е политичар на низок ранг. На низок ранг, но преживува. Факт е дека 20 и кусур години преживува од нив. Кога немаш конкуренција, нормално. Кога немаш конкуренција, кога даваш паушални изјави како овие другите. Сега што ме интересира? Релациите со Албанија се јасни, самиот рековте дека албанскиот амбасадор можеби ги преминува границите на културата, кога се меша практично во некој внатре албански. Јас имам друга. Да. Ќе ви кажам моето мислење. Меѓутоа делот со Косово. Факт е дека Али Ахмети секогаш одржувал добри односи со онаа екипа која што сега повеќе или помалку е по затвори во Хаг. Меѓутоа сега гледаме умелкување кон Албин Курти. Честитки, поддршки и така натаму. Директно од Али Ахмети. Што е ова обид за некакво смирување со таа екипа која што јасно него не го поддржуваше, току му даде поддршка на вреди? Или само продавање басми што се вели пред јавноста?
Тој се обидува, знае дека точно дека Албин Курти го поддржува овие лидери што се Одвреди, јасно, одвреди. да. И јас мислам дека вредише немаше ни да функционира ако немаше негова поддршка. Јас пред се Курти е познат во смисла на влијанието кај политичките партии што се кај нас. Тој се обидува да ги обмекнува работите со Албин Курти, но познавајќи неговиот карактер како функционира, тешко му оди во таа насока, бидејќи Албин Курти ги има наставена некоја црвена линија, може тоа да службено во смисла на честити, бидејќи пред се Ахмети е лидер. Тој се обидува, но не му успеел на тоа досега и јас не верувам дека некогаш ќе може да му успее на него да се доближи со Ахмети, бидејќи начинот на размислување, концептот е сосема поинаков. Јас знам дека на еден од на албанските лидери после Охрид, нели, кога беше гостин, мислам дека 2021 или 22 да не забораваме во Охрид, на еден албански лидери му има кажано: не ти е срам овој да те победи тебе. Интересно. Па добро, меѓутоа фактите се тие. Разбираш, не ти е срам овој да те победи. За Албин Курти. Да, Албин Курти му кажа на еден од политичките лидери во нашата земја: не ти е срам Али Ахмети да те победи тебе. Што Во е смисла на капацитет. Така е, јасно. Така што Тоа го покажува прво ставот на Албин Курти. Тој се обидува, да, неговото, овој каже јас него е сапирам да е во Косово на избори. Јас за сум него е сапирам. Јас сум се борил со големите волци, буквално со тие што Ово е сепак второразреден, така? Тие што се во хак. Па зошто тогаш Али Ахмети инзистира на оваа линија сега на враќање? Тој се обидува, бидејќи со Албанија стои многу добро. Имено. Гледајќи во последен период, ако вие може да не следите на албански јазик, ја ги следам порталите заради јазикот и сакам да следам се. Не знам дали сте приметили дека албанскиот амбасадор на Албанија во нашата држава беше во дипломатска офанзива буквално и цело време се сретнуваше буквално со сите лидери кои се во вреди и нив ги сретнуваше буквално тета-тета. Очи во очи, јасно, секој за себе. И Билалка сами изјави јавно, нели, дека преку него му пратил порака да се сретнат. Зашто да зборува? Но ова политички е коректно, ајде да речеме, си има своја политичка тежина, но дипломатски е неуместно. Но дипломатски, замислете, нашиот амбасадор во Албанија да иде таму да се види со сите и да влијае внатре кој со кого треба да се сретнува. Речиси неверојатно, да кажам, речиси неверојатно. Не, тоа е можно. Но јас мислам дека нашето министерството најмалку што требаше да направи протестна нота до Албанија за да му се покаже што прави амбасадорот тука. Тој не е во својство тука да ни креира внатрешни политики, тој е да ја застапува една држава, друга држава реално. И да, може он да се заинтересира за културните вредности, да помага и да. Ако да јазикот, релации, се што треба. Да. Ама не да се вмеша во политиката, он да решава кој ќе излегува од влада, кој треба да излегува заради X причини. Така ја што мислам, ова требаше да го направи, не знам зашто. Тоа е најмалце. А да се направи вакви дипломатски, да не кажам скандали туку, начинот на комуницирање, јавно да истава дали се кршени правата на албанци, особено за правосудниот испит. Јас мислам дека не е во тоа ниво. Он може да каже неговото мислење, цело време да алудира, да поддржува и така натаму. Јас мислам дека веќе е мешање на внатрешни работи на една држава. Во некои други околности персона нон грата би било прогласено. Одма ќе го избркал од држава. Јас мислам дека сепак нашиот премиер, односно министер за прилично внимателни, да. Се внимателни за да ги нарушуваат тие добри односи што ги имаме со Република Албанија, но сепак јас мислам дека ние треба да бидеме коректни, односно тие дипломати треба да бидат коректни. Зошто другите не го прават истото? Зарем другите етнички заедници немат нивен амбасадор тука во нашата држава исто да го прават. И другите малцинства имаат проблеми со секојдневието или X причини. Може би и тие како албанци сакат да имат поголеми права, пример, од тоа што им следува согласно картата на Обединетите нации, согласно нашиот устав. Но сепак тие се предпазливи во насока. Но јас мислам дека целта им беше да се урне владата.
Бидејќи нивната калкулација е ако излегува пример Билал Касами или некоја друга политичка партија од владата, дека нема да има Бадентер и така ќе се тера државата да оди на предвремени, односно влада на предвремени парламентарни избори и да се врати на голема врата тој што владееше 22 години у власт. Меѓутоа, реално ова е прилично во овој момент делува како нереална опција. Јас знам, јас мислам дека нереално би било како граѓаните му дали на една политичка партија 61 пратеник и си знаеме, нема ни оценување ни ништо. Така е. И сега, во два наврата рековте, спомнавте дека ДУИ и СДСМ како да се поклопуваат во некои потези, еве и со овие нивни антикорупцијски кобајаги институции, параинституции. Едните имаат СПАК, другите имаат МИЦКО. Се разбира, алузијата е повеќе од јасна. Меѓутоа, кога ќе ги поминете сите етапи на владењето на СДСМ и на ДУИ, особено последниве 7 години, кога ќе ги видите нив како зборуваат за борба против корупција, не против антикорупција, кога зборуваат за владење на закони и правила, помалку делува, освен како договорено, во исто време и како така, малку недугало. Јасно е дека вие политички морате да го правите тоа. Јасно е дека мора. Мислиме кај нас дека опозицијата мора апсолутно да не се согласува со ништо што го прави владата. Тоа е во ред. Меѓутоа мора да имате некаков елементарен вкус, како да кажам. Па слушај, кога немаш концепт, немаш ни вкус. Добро. Да, кога немаш концепт, немаш ни вкус, но тоа дека што заедно тие се договорат, еве пример, вие кога почневте емисијата, од 37 години ние стасавме до 42 години возраст во нашата држава. Тоа е реално што ни се прикажува во владење на 7 години. Од 2015 сме биле 37 години возраст. 5 години сме остареле во превод. Тоа значи заминале младите, да не се лажеме. Само да не забраваме нешто. Ова е почетокот. За 10-15 години нам ни се крева старостата граница, знаете зошто? Пошто младите што отишле во наша држава, уште тука фигурират, кога ќе ги прават документи, кога ќе се родат младите таму, кај нас автоматски ќе се зголеми. Да знаете, пошто ние не можеме да ги мериме сега. За 10 години се резултатите. Мерењето не се прави година за година. Иселувањето после 2016, 17, 18, колку ги лаже дека ќе има правда во држава и не знам што, и до 2018. Малце можда беше замислете да немаше корона, како зема замав луѓето да излезат. Короната ги стопираше луѓе 2 години. Сакале неки ли ги стопираше со блокади на граници? И во меѓувреме како да се стабилизира, па имаше промени на локално и на државно и сега како тоа да стагнира. Бидејќи луѓето, да не забораваме, не иде само за економски причини. Најголемиот дел од луѓето бега заради што немаше правда во државата и правен продукт. Така што допрва ќе ги гледаме последиците од сето. Ние цената после 15 години, 10-15 години ќе ја платиме во нашата држава, ние кога веќе луѓето ќе градат повеќе згради, трговски центри и така натаму, тие ќе го терат животот, ние ќе одеме таму под кирија некој ако сака да прави бизнис. Не, така и така натаму, знаат граѓаните како оди тие. Но јас мислам дека sada само како да не извади pouka од минатите избори. Тоа е многу интересен феномен. Тие се однесуваат како да е се како што треба, како ништо да не сгрешиле, како да немаат политичко фијаско, како да не освен она номинално, ја разбравме пораката. Обично велат ја разбравме пораката од народот. Ја разбравме пораката и пак и си продолжуваме по старо. Со ДУИ и што е најлошо, одиш во Речица. Кај газдата дома му одиш. Тој покажуваш, ти признаваш дека тој е вистинскиот водач, така. Водачот на опозициони политички партии, вклучувајќи и СДСМ. Наместо тие најмало што треба да прават, да излезат пред граѓаните, да му се извинуват за тоа што влезе на ДУИ и да им ветуваат на граѓаните дека никогаш ни збор нема да сменат со ДУИ. Да, меѓутоа очигледно само во нив гледаат партнерство. Но јас мислам дека партнерството не се гледа во ДУИ, партнерството треба да го правиш со граѓаните. Тоа е многу важно. Тоа е многу рационално што го зборувате, меѓутоа ќе дојдат изборите, секој се гледа својата политичка партија. Ахмети утре ќе ги заборава и ќе влезе со коалиција со ВМРО, ако може. Ако му се овозможува и ако му дозволува некој.
Нема да трепне, мислам, тоа не, тоа е сигурно. Пошто тешко дека некој ќе му дозволува да влегува. Да не забравам пример, Дуи кажува цело време дека се реформира. Да, еден дел ги гледам млади луѓе, но тоа не значи дека се реформира, бидејќи тие деца се на некој или дедо, татко, Нечии роднини. функционери, бидејќи да не забраваме во Дуи има луѓе кои цел живот биле акционери таму во таа политичка партија. И се уште вадат дивиденди И од тоа. што е најлошо во тоа тој органот што е, сега не ги знам, пошто има секакви, само ги именуваат, ги прекрстуваат, но во собранието, да не кажувам, таму што има 100 и кусур луѓе, таму има такви бандити и криминалци, што граѓаните не ги знаат. А јас лично ги знам. Вака, кога ќе го каже тоа, мене секогаш ме воодушевува директноста со која што испраќате пораката. И јас мислам дека се додека не расистува со нив, ако кажуват 40-60, тие 40 и 40% од тие, јас што ги знам, јас мислам дека вредат 4 милиони на процент во Дуи, што се лоши луѓе кои му го диктират и када. Тоа не значи дека има и лоши, има таму и прекрасни луѓе. Сигурно има и добри, не, Има тамара. прекрасни што не му се овозможува или сега им се овозможува малце, но таму главата, што кажуваат, Рибата смрди од главата. смрди од главата. Зоран Заев пуйде кога кажуваше тоа, добро. Така да. што таму има бајги глави што смрдат и еден за секој треба да се тагнуваат од таа политичка партија и замислете сега со тие луѓе кои утре дента може да нека гуглираат малце по интернет, ќе ги видат тие луѓе што се таму сликани, гушкани со бившите криминалци што караја низ држава и во Скопје. Овие, морам повторно да прашам, овие вакви директни сперување прстеве, да кажам, во овие луѓе, вас лично не ви прави па малку така чувство на да речам страф, меѓутоа на нелагодно, затоа што знам дека и порано сте биле мета на напади, односно на закани и така натаму. Прилично добро се справувате со тоа. Ми се заканува директно и индиректно, но за 8 септември минатата година отидов, знаеш дека јас се движам, идам некогаш во родниот крај таму, село, и ми се заканува, буквално, со згмечење, со багери и таков начин, да не видам сега Добро. но сум ги пријавил во полиција на 8 септември, дента кога беше независност на нашата држава, и мислам дека институциите, односно МВР, одма постапи и од тогаш веќе Намалија со доживување. намалија, бидејќи, искрено да ви кажам, јас неколку пати јас имам изјавено дека на никого не му се плашам, од една причина што на никого не му должам ништо. Што е доволно за честен човек. Мојата визија никогаш не ми било да се збогатувам лично и никогаш не ми било да како другите што сакаат да прават богатство. Јас сакам да живеам како сите граѓани, процесно живеам. Не сум во тоа мегаломан во смисла да правам пари, станови, куќи и така натаму. Јас сум задоволен од мојот живот, честно сакам да живеам, но пред се сакам да се борам сите во државата да бидеме еднакви и да имаме праведна и демократска држава, која ќе им овозможи на сите да живееме како среќни луѓе и со нормален живот кој им личи на еден европјанец. Кога сме кај тоа, влегуваме во последната тема за вечерва, синдикалците велат дека бараат пари за луѓето да живеат европски, честно, достоинствено, со реални плати. Тоа никој не би можел да го негира како идеја. Јас сум лично за секој, верувам дека вие сте за секој би сакал ние да имаме стандарди на една Данска, например, или на Шведска, тоа би било совршено. Иако сме далеку од нив, објективно се прават протести, помалку протести делуваат така, овие блокади на собранието, на владата со по 20 луѓе, не се многу убедливи, меѓутоа еве сега се најавува и генерален штрајк наскоро, доколку до крајот на февруари не се исполни барањето за 600 евра минимална плата и за 6000 плюс на секој вработен. Работата објективно не е што сакаме, туку дали навистина можеме како држава да го издржиме тој товар. 500 им беше у почеток, па после 600 да не испадна после 1000. Јас сум за 2.
Јас сум за 3. Мислам може да надаваме, за 5. Слушајте, јас секојдневно, пошто ми е и малце и професија, јас знам оприлика како функционира тоа. Јас за еден дел можам само да коментирам. Јас сум за да не се пораснат платите, да имаме добар стандард, но треба, сите граѓани ги повикувам, тие што не следат или че не следат, нека влегуваат во, сега многу е лесно, пристап да имаш до интернет, си седнуваш, земаш еден калкулатор пред себе и калкулираш, односно гледаш како се движи. Пример, да не забораваме кога дошле во СДСМ во власт во 2015-16 година, минималната плата беше околу 9000 денари. Така беше отприлика. Да. За 7 години она е пораснато за 12.000 денари. За 7 години зборувам. Сега за една година 12.000. Тоа нема логика. Бидејќи ние, ако не е проблем да го правиме, ние може и 800 да го правиме. Но дали е способно не само државата како работодавач, туку целото стопанство дали може да издржи. Важно, бидејќи државата не живее од јавниот сектор, живее од приватниот давачките, односно што ги имат приватниот сектор. И сега, ако се покачува платата, карикирам сега за 200 евра. За 200 треба да се качува. Од 400 треба да стигнува до 600, добро? До 600. Тогаш, да не забораваме дека давачките кон државата, односно пензијско, социјалното и здравственото осигурување, се околу 48% во нашата држава, 47-48%. И сега, на таа покачување на 200 евра плюс 100 евра треба да му се дава и на социјалното осигурување. Тоа значи 300 евра. И сега, карикираме, една фирма има 100 вработени. За да ја плати следната плата, он треба да има плюс 30.000 евра. Кај ќе ги зема тие парите? Така е, меѓутоа синдикалците велат го правиме 600 евра. И на крај на месец треба да исплати плата 30.000 евра. Што ќе прави тој? Ќе прави намалување на... Ќе ги отпушта вработените, тоа е тоа. Ќе ги покачува цените и така на... Ние не можеме така. Јас знам дека граѓани да, ти не живееш со минимална плата. Може имам малце поголема од минималната плата. Овде не се работи за индивидуално, овде се прашува дали реално можеме да го издржиме тоа. И да се разбираме. Јас мислам дека во нашата држава ретко кој во последно време гледа, знаеш дека сите луѓе работат по две работни места. Така. Тешко дека живееш. Од каде парите за една минимална плата? Ако пример кошничката е поголема од две минимални плати. Така е. Реално така. Од каде парите ги земат? Сите работат по две работи, некогаш и повеќе. Ние јас мислам дека ние треба да разговараме, да преговараме и приватниот сектор и представниците од работниците и владата да разговарат која ќе биде еден начин на зголемување на плата. Да не забораваме, пример, оние минатата година побара синдикалците, односно ССМ, бара покачување на платата од еднаш 30%. Владата им кажа, добро, ајде да се договориме 7 плюс 7 плюс 7 плюс 8 на таков начин било за 4 години. Не го прифатија, не 30%. Сега го прифаќат истиот начин за 3 години да порасна платата, 8 плюс 8 плюс 8. Сега не знам како е последниот договор, може пошто неверојатно ќе им покачуваат и на обвинителите и на судиите. Јас мислам дека може да биде 7 плюс 7 плюс 7, колку ги имам информациите. Но на покачување на плата тоа би било околу 38, 37 до 40%, дури и самите УПО се изненаде. Ако се изненаде, зошто не го правиме договорот минато за покачување на јавниот сектор, односно на административните службеници, околу 12.000 луѓе што се во тој сектор. Така што јас мислам дека пак треба да седнат да преговарат. Да не забораваме дека имавме покачување на пензиите за 5 плюс 1000, тоа значи 7.000 денари. Ако се две пензионери, јас мислам дека 14. Не е сјајна да се забора. Далеку сме ние од сјајна, меѓутоа подвижување се гледа. Ние треба да знаеме во кој но јас мислам дека ако го прават 600 евра, јас не верувам така. Ако го прават 600 евра, вториот месец ние ќе банкротираме како држава. Тоа е проблем. Што го испуштат од работа, кој ќе ги носиме после? Да, има еден начин, но тоа е болен многу. Да го слушнеме? Не сакам, пошто ќе ги разочарам многу луѓе. Јас сум за големи реформи. Сакате да го кажам? Да, слободно. Јас да сум како премиерот, би го земал Министерството за финансии
и другите институции, државни институции, директорот на Агенција за вработување, на Централен регистар, на УЈП, на Пензijско инвалидско осигурување директорот и директорот на фондот и ќе направиме една точна калкулација колку се вработени во приватниот сектор, колку се во државниот сектор и колку пари треба да се влечат за државниот сектор, пошто ако качуваме платите и сега знаеш што е проблемот во државниот сектор? сектор. Треба да се збркаат 10.000 луѓе, да бидеме реални. Не. Тоа сакав да кажам, тоа ќе го образувам. Само да кажам, кога ти ќе имаш 36.000 денари минимална плата, толку земам и јас пример. Ќе кажам како ти минималецот заедно со мене, па јас 800 сакам. И така ќе се покачуваат сите плати, пошто минималната плата по дефолт значи и покачување на другите. На сите други, така е. Сега, јас да сум кажа, ова ќе го кажам до крај, можда некој ќе каже, ова е... Ние, според Европската комисија, имаме натрупана јавна администрација. Тоа е факт. Има административци, освен боледување што носат, ливче, и барање за годишен одмор, и пресметката са плата што ја земат, ништо друго ливче не пополнуваат на работа. Односно ништо не работат објективно. Ништо Веројатно не не работат. одат на работа. И тоа е страшно. Во мојата институција на кој 50-60 не би требало да бидат таму. Во мојата институција, кажам, кај работам јас. А и одредени други институции е така. Ви гарантирам. И на крај тој се оценува со 4. Освен барање за годишен одмор, затоа и премиерот каже јас ќе барам продуктивност. И сега. И сега. Јас би го мојата стратегија како од овие, ќе кажам знаем колку приватна, колку во државниот има. И ако се покажува колку треба пари плюс во буџет да се слеват, и ќе му кажам за овие луѓе што треба на приватниот сектор да им се даде, да. Да им се даде колку треба да кратиме од државната администрација. Ќе кратиш во државната администрација, тоа е заболевација, ќе му даваш на нив, односно ќе ги субвенционираш и ќе се среди. Ама јас не верувам дека тогаш ќе прифатат. Па има многу луѓе што навикнати да живеат на државна. Не, бидејќи мождаби во синдикатите се членови буквално тие заболеваците што барат повисока плата, ништо не работат во јавна администрација. Најверојатно Да не испадне така после. Јас се плашам дека е сосема можно. Јас мислам дека рационално. А јас, ако нерационално мисли некој, да сум јас на листа на премиерот, и јас и рационално би измислил, и после на крај ќе видиме кој е во прав. Народно, знаеш што кажуват народот? Да не бидам вулгарен, кој ќе го јаде стапот. Така е. Сосема за крај една кратка ве молам краток одговор. ДУИ поднесе кривична пријава против министерот Игор Филков. Еве, чисто да го спомнеме и тоа. Значи, против министерот за правда, обвинувајќи го за повреда на уставот и законските прописи, од партијата тврда дека министерот постапил спротивно на законот за употреба на јазиците, откако не го одобрил барањето на студентите по право, правосудниот испит да го полагаат на албански јазик. Јас сега почнал да се полага правосудниот испит од оваа година. Не, се разбира дека не. Па тој 22 години зашто не го направи министерството за правда беа секогаш неговите Така е. пајташи, да не кажувам. Меѓутоа тогаш изгледа дека не беше толку нужно да се бараат. А сега е нужно, нели да се бара. Јас да сум пак на место на бидејќи почна тука да се мешат, па одредени политички партии од Влен да го разрешат министерот, како тие да се премиери на државата. Јас мислам дека премиерот се една изјава на секого му го покажува местото. Кај му е кој може да разрешува министер и така натаму. Јас не сакам да го бранам Филков, но јас имам еден предлог. Да сум јас како премиерот. Да го седнат ДУИ и студентите што барат на албански јазик и да предлагат една измена на законот. Кој сака на албански јазик да им го дават без полагање. Кој сака правосуден испит на албански јазик, еве земи го и терај. По друг начин јас не знам. Сега замислете, он сака на албански јазик. Како треба да полага? Се знае кој е член на комисијата, пример председателот на судот, професор. Јас не го знам составот како, но пред се, тоест ако го барат на албански јазик, после ќе барат паралелна институција која ќе се полага исклучиво на албански така јазик. Нели? Така. Јас имам еден предлог, ако е така, да им даваме кој сака на албански јазик, буквално без полагање. Идеш таму, одиш, подносиш барање, ама кога ќе влегуваш
во правосудниот систем, тогаш со лектор на македонски јазик. Да го полагаш испит, како сакаш ти. Јас ви гарантирам, еве, пошто ги знам институции како функционираат, еве на албански јазик нека го почнуваат. Ама во судството да почнуваат да пишуваат на албански. Еве ти гарантирам дека ниту едниот не ќе може накај да излезе и пак ќе почне на македонски. Ти не пола албански, пола македонски ќе пишуваат. Најверојатно. Лјузин Фаризи, благодарам за гостувањето во оваа емисија. Мислам дека повторно едно наистина феноменално издание. Ви благодарам и на вам и поздрав до нашите гледачи кои сегогаш не слушаат. Да, почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Верувам дека останавте задоволни. Утре во 15 часот репризното издание на оваа емисија. Јас се кажувам нова седба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.